Употребата на сложени медицински термини навистина предизвикува мачнина за говорникот кој се обидува да ги интерпретира и тоа пред стручен аудиториум. Уште понепријатно звучи сознанието дека наместо надворешниот изглед и кожата, локацијата од која потекнуваат сите проблеми, сепак се наоѓа во внатрешноста. На клиниката за гастроентерохепатологија. Како и во минатото, така и денеска на клиниката Македонија со биопсија на политичкиот стомак постојано се диагностицира истата болест. За тој чир кој го оптоварува општествениот организам не се почитува утврдената диетална програма. Никој не се нафаќа да интервенира за конечно хируршки да го отстрани, стравувајќи дека при отварањето ќе се покажат сите работи кои желудникот со години не можел да ги свари. Не е направена затоа што на многу луѓе кои дошле во допир со предметот ќе ми се предизвикаа страшни непријатности. Тие што не се плашат од никакви непријатности се подготвени секогаш да се понудат себе си да се стават во функција. Целта се разбира не е да придонесат за лекување, туку да се спасат само себе си од бактеријата, која со нивна помош е расширена во телото. И повторно, ако бидат повикани, тие примерно се редат во колоната за ректално туше. Сакам, ако има нешто, вакви работи, треба да контактирате со мене, кој знаете мојот телефон. Шансата нешто да се случи со смена на лекарска екипа, со користење друго мислење до кое би се дошло преку традиционални методи, сепак ја губи смислата кога тие самите се оградуваат од можноста да преземат врската да се грижат за здравието на нацијата, ставајќи ја настрана идејата дека би го предводеле или на кусо би биле дел од новиот конзилиум. Кратко само. Да, ние не сме дел од власта, апсолутно, нити па имаме намера да бидеме дел од власта. Во таква ситуација останува само подпирањето на еднината на генерациите кои доаѓаат и моќта која ја стекнуваат благодарејќи на своето глобтротерство. Тоа им ги отвара виугите и им овозможува да увидат кои се ризик факторите кои влијаат врз развојот на укус. Значи, јас не сум се родила во овој живот за да сецкам салата и да пијам ракија со мажот дома или да гледам турски серии. Ипак, како што кажав, имам прошетано над 40 држави, имам во цел свет отидена. И на крајот, со оглед дека ваквите ставови само дополнително го дразнат и влијаат тој да пукне. Можеби треба да се потпреме на директни, проверени и успешни методи, без посредници. Последниве 2 години во земјава има напредок во бројот на предмети решени со медитација. Но ни тоа не е решение. Медитацијата инсистира да се затворат очите. А општ впечаток е дека земјава доволно долго се држи на таков тип анестетици. Потребен е оперативен зафат, а тој е сличен на сонот. Не мора да се памти, ама треба здравје да заврши со будење.